Значи, мора да се сними видео. Како се пее? На микрофон, секако. Со исфенирана коса, до сега ја фенирав. И сметам дека е вистинско време да отпеам една песна. Ти си мој, мили мој, само мој. За секогаш ке бидам твоја, верувај. Сите сни, сите дни ке не пленат, знај. За срекни денови, на, со тебе. Бакни, бакни, бакни ме нежно, љубен мој. Милувај, бакнувај ме ти, шепни ми тивко, љубена, ти си ми се. Вети, само секунда. Вети ми вечно, ке сум твој, најмили ти си сонот мој, не сакам на, да има сјај. Бакни ме нежно, љубен мој, милувај, бакнувај ме ти, шепни ми тивко, љубена, ти си ми се. Вети ми вечно, ке сум твој, најмили ти си сонот мој, на, да има крај. Инаку, што сме кај четкава, оваа четка е стара 20 години и ми е подарок од една фризерка. Повозрастните, па до души и помладите, најверојатно ја знаат. Тоа е Весна 501, која што, мислам дека се уште го има салонот, фризерскиот салон Карши Црвен крст. Тој период бев таму. Тоа ја ги на пракса некојас, има да никогаш не навлегов во фризерските води. И како мотив, значи за да ме привлече кон таа професија занет, нели, фризерство, тогашната и сегашната имателка на салонот 501 ми купи четка со полуприродни влакна, односно тоа се полуприродни свински влакна практично, да ме мотивира да продолжам понатаму. Меѓутоа, мојот одговор беше не. Јас едноставно не бев за таму и си продолжив понатаму. Инаку, тоа е одлична професија и луѓе навистина многу заработуваат од фризерајот. Што би дошло дека немојте дечки да бегате од занет, затоа што не сите сме створени за диплома и за куцкетање по тастатура со долдучки ногти. Нека ми простат некој ако ги навредувам, туку едноставно некој од нас треба и да работат. Вака се исфенирав јас самата, не е лоша, мене ми се допаѓа. Она што сум забележала кај исправање на косата, значи кога сакаш да се ја фенираш, тоа е дека мораш добро да ја изгориш со фенот усмерен со цевка. Не туку така само пуштен и потоа ќе така. Косичката малце ќе заличи на нешто. Бидејќи она што е меѓу другото многу важно, она што сум го слушала исто така на разноразни видеа, туторијали, да како да бидеш дама, е дека меѓу другото морате дека секогаш да внимавате на вашата коса. Да биде измиена и да биде исфенирана по можност. Сега не секогаш ми е исфенирана, ама се трудам да го достигнам тој идеал, косата секогаш така, да ми биде средена, затоа што нештата многу зборуваат за нас, без ние да зборуваме. Се надам дека ви се допадна мојата песна и ова кратко видео ќе биде една така бисер во многуте останати на тема животот е прекрасен. Ајде, бај.